Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Светската банка преку својата публикација Doing Business, која излегува еднаш годишно, потврди дека економијата во Република Македонија едноставно тоне. Република Македонија на листата на Doing Business падна за 7 места, од 10 на 17 место во светот. Тоа автоматски докажува дека владата не работи ништо, ама баш ништо за одржување на бизнис климата, а не пак за подобрување. Залудни се спиновите од страна на министерката Нина Ангеловска дека сме се уште први во регионот или пак пред 20 и неколку земји во Европа. Залудни се тие спинови, сепак се покажа дека ништо не се работи на полето на реформите за подобрување на економијата. Овие неуспеси на владата на СДСМ, на Зоран Заев, Нина Ангеловска, Тевдовски, Андјушев, Бектеши, Љубе Бошковски како министер за странски инвестиции и останатите од економскиот тим се затоа што не се работи, ама баш ништо во однос на реформите во државата. Туку едноставно се работи на крадење и плячкање на сопствениот народ од горе набројаните луѓе од економскиот тим. Законите и реформите не може сами од себе да се прават и да се носат во собранието. Мора некој да ги сработи и да ги реализира. Имаме пат кај сите индикатори во извештајот, што уште еднаш укажува на неработата и мрзата на оваа влада, која е посветена единствено на сопствените бизниси. Имаме пат кај индикаторот започнување бизнис, кај индикаторот градежни дозволи, кај индикаторот поврзување на електрична мрежа, кај индикаторот регистрирање на имот, кај индикаторот добивање на кредити, кај индикаторот заштита на малцински инвеститори, плаќање на даноци на дворешна трговија, спроведување на договори и сите останати. Практично немаме индикатор каде што нема пад дали од неколку или од десетици места. А и како да немаме падови на сите овие индикатори на извештајот, кога за половина од овие ставки владата и функционерите на СДСМ земаат мито од страна на компаниите и бизнисмените, рекетираат, како кога банките не се сигурни во економијата и не можат да издаваат кредити да ги помагаат компаниите, кога гледаме дека високи функционери на власта местат тендери и наплаќаат провизии на милионски тендери и тоа јавно излегува во јавност со снимки. Почитувани, дали некој ќе понесе одговорност за овој неуспех на државата? Дали некој ќе понесе одговорност за се ова што ни се случува на економски план? Дали некој конечно ќе одговара што тони колабира македонската економија, што државата и над 500.000 семејства живеат на работ на екзистенцијата? Заев, Нина Ангеловска, Кочо Андјушев, Бектеши, Љубе Бошковски и сите оние советници за економија мораат да понесат одговорност за целиот економски крах. Правиот пат на цела оваа расипничка влада завршува тука и продолжува во историјата и низ институциите каде што ќе треба да сносат одговорност. Доаѓа обнова на Македонија после 12 април, каде што сите заедно ќе вратиме државата на патот на успехот. Благодарам. Дали има прашања? Повелете. Изминатиот период формира работни групи за измена на изборниот модел. Сите имаше подготвеност за да се направи таа измена, но за сега ништо тоа не се случи. Дали тоа значи дека на овие избори тој истиот изборен модел или постои шанса за договор? Во моментов на Република Македонија најважни се предвремени парламентарни избори за да се казни целиот овој неуспех на сите полиња на владата во Република Македонија, односно СДСМ да се тргне од власт. Тоа е сепак процес, односно носење на нов изборен модел кој што се носи со консензус од сите политички партии, политички чинители и произјаснување на целата јавност како да се одвива тој изборен модел. На само 2 месеци пред техничка влада и 5 месеци пред избори практично е невозможно да се носи нов изборен модел. Ние како ВМРО ДПМН составивме тим за преговори од нашата партија и му дадовме шанса на процесот, меѓутоа власта е таа која што покажа незаинтересираност буквално на сите преговори, односно на сите преговарачки маси за разни закони кои што требаше да се донесат, а нормално не им одговараат нив, така да тоа е тоа. Ние покажавме заинтересираност, ние покажавме волја, меѓутоа
власта е таа која што не повлече конкретен чекор за било какви конкретни действувања. Кој е ваш коментар за члена ВМРО да помене барем тоа што пишува во медиумите, онлайн медиумите, Иванка Василевска, во интервју за портал во Србија, каже дека Македонија треба можеби да води кон федерализација и можеби Би ја прекинал веднаш, би бил многу краток во однос на вашето прашање, веќе и членот на извршниот комитет Иванка Додовска, професорката, имаше свое излагање, имаше свој демант во однос на тој случај, така да уште еднаш би напоменал дека се она што е изнесено во тој онлайн медиум, каде што и професорката демантираше за сето тоа, не се поистоветуваат како ставови на ВМРО ДПМН. Друго прашање? прашање, ваш коментар за зборовите и гестот вчера на премиерот Томислав? Видете, тоа е еден човек кој што е во длабоко очекувам, говорам за Зоран Заев, човек кој што тоне, кој што знае дека му е дојден крајот, кој што не може да се помири со фактот дека веќе лагите не му проаѓаат кај граѓаните, дека му е падната маската која што имаше претходно наметнато, дека всушност е еден огромен лажго и кој што во моментов не знае што прави, па се обидува на најнизок, најдолем политички, односно тоа не е ни политички, ниту гестикулар, ниту вокабулар, да навредува своји политички опоненти. Тоа не доликува на еден премиер, тоа всушност не доликува ниту на еден обичен граѓанин, а не пак на премиер кој што носи таква државничка функција и тоа ќе биде уште една причина плюс да граѓаните конечно го испратат во историјата и да немаме повеќе прилика да ги гледаме неговите неартикулисани однесувања пред јавноста и медиумите. Други прашања? Благодарам.